Значи, тук имаме дискусия само за следните основни училища во блок. Почитувани присутни, на денешната седница, меѓу останатите точки имаме основните и средните училишта со своите извештаи и со своите годишни програми. Проблематика која што не засега сите нас, кој како вработен, кој како родител, кој како ученик. Во оваа учебна година, 2014-2015 година, училиштата започнаа со евидентирани последици од загубите кои што ги имавме во минатата учебна година, 2013-2014 година, кои што можевме да ги видиме на завршените сметки на училиштата и кои што до ден денес ги гледаме со блокираните сметки на училиштата, како училиштето Климент Охридски, Вида Караманли, Трифон-Пановски, Георги Наумов, Долната гимназија и така натаму. Сведоци сме на низа звуци на фанфари во изминатиот период кога владеачката партија се промовираше со низа проекти во образованието, се хвалеше со нив. Меѓутоа, за жал, реалноста која што ја гледаме, токму наседи во нашето дете на училиште, нашето куче, или одејќи на своето работно место, покажува многу поината слика од она што сака да го прикаже владеачката партија. На самиот почеток од учебната година, сведоци бевме на еден невиден циркус, кога беше искомплициран приемот на ученици во медицинското училиште, заради тоа што родителите во текот на роковите, кога беа точно јасно дадени до знаење бодовите на учениците и после завршувањето на третиот уписен рок, беа манипулирани со зборовите дека сепак учениците ќе бидат запишани, за да јасно останат сврсти на своите ставови да ги остават своите ученици во тоа училиште, толку заради манипулираноста, за да после тоа, всушност, изманипулирани останат останатите образовни институции, кои што немаа на некој начин фер игра, затоа што во роковите, прв, втори, трети уписен рок, јасно беше дадено до знаење дека оваа година максималното спуштање на бодовите ќе биде 5 бодови, дека секоја дополнителна ситуација ќе биде од Министерството прецизно согледувана и дека образовните политики на оваа власт барем оваа година нема да дозволат диспропорција во застапеноста на учениците во образовните институции. Значи, во една фаза беа манипулирани родителите, а во крајната завршна фаза беа изманипулирани сите останати образовни институции, освен медицинското училиште, каде што учениците беа запишани со далеку пониски бодови од оние кои што на почеток договорно ставија. Останува прашањето, дали воопшто во вакви околности има логика и има смисла да говориме за уписни рокови, да говориме за бодови при прием на ученици во средните училишта. Ова покажува, значи, целосен дискурс во образовните политики и тотално губење на контролата на формирање на кадри од различен карактер, кои што треба да одговорат на општествените потреби. Во истото училиште, значи медицинско училиште, цел месец имаше празни часови, затоа што на навремено дадени бодувања одработени, предпоставените во тоа училиште не одговорија совесно, односно навремено пред самиот почеток на училишната година, наставната година, не обезбедија лица кои што ќе извршуваат наставата. Дури и денес, заклучно значи со вчерашниот ден, ние се уште во медицинско училиште имаме 8 часови по биологија непокриени, а треба да говориме за нормално одвивање на настава и наставен процес. Финансиските проблеми во училиштата за кои говоревме доста надолго и на широко во минатиот период, за кој што повторно ги нагасам можевме да ги видиме и во завршените сметки на училиштата, сега веќе ги гледаме и во извештаите и во наставните програми. Точно затоа, сега ќе цитирам делови, извадоци на реченици кои што стојат во наставните програми или извештаи, односно во материјалите кои што ги добивме како
се несанирани. Кровни конструкции кои имаат потреба за санирање. Недоволна опременост со наставни средства и помагала. Постоење на нефункционални чешми во училиштата. Застарена водоводна инсталација. Оштетеност на асфалтот на спортските терени. Делумна застапеност на новите наслови на лектири по библиотечните фондови. Недоволно финансиски средства за инфраструктурно уредување на училниците. Низок степен на хигиена во тоалетот. Ова се делови и извадоци од програми од училиштата, доколку некој е заинтересиран, може и поединечно да ги именува на тој училишно глава. Ако се погледнете бројот на хигиеничари во училишта, наспротив површината која што имаат училиштата, и во дел на објект, и во дел на дворна површина, ќе забележите голема диспропорција на површина по хигиеничар. Ако ги прашате надлежните во тие институции, секогаш го добивате одговорот дека нема проблеми со одржувањето на хигиената, дека е доволен бројот на хигиеничарите и дека хигиената во училиштата е на задоволително ниво. Се поставува прашањето дали тоа некои хигиеничари во некои училишта работат посовесно, работат со поголем интензитет, дали во други училишта е поинаку, или пак хигиената во некои училишта отфрнува покрај равномерното исполнување на описите на сите хигиеничари. Дека кондицијата во која се наоѓаат училиштата од финансиски поглед е навистина дискутабилна, покажува и тоа што во изминатиот период имаше 10 училишта казнети од санитарни инспекции. Казните изнесуваат по 1500 евра за училиште, 250 евра за директор. Заради блокираните сметки истите не можат да се подмират во периодот кога се достојани. Така да сега тие казни се дуплирани на 3000 евра по училиште, 500 евра за директор. Се поставува прашањето доколку малку поинаку да работите, малку поинаку и посовесно се планираше со финансиските средства во училиштата, општината која што е надлежна за училиштата излегуваше навремено во пресвет, дали овие веќе финансиски средства кои што треба да се наменат за казни, всушност ќе беа наменети за збогатување на фондот на наградни средства во училиштата. Вработувањата во училиштата, за жал, се строго партизирани. Продолжува таксата на одлучување да вработите лице за кој што најважниот документ е партиската припадност. На интервјуа кој што се убавувани кај директорите, поточно кај директор, лице кој што има положено приправнички стаж, лице кој што со себе носи документи за освоени државни награди, чи освоени места на државни надпревари, не добива шанса за вработување, добива лице кој што не поседува ништо од ова, но затоа ја поседува партиската книжка. Од училиштето во Канино ни трага ни гласа. Надлежните се вадат дека настанале некакви застои заради технички проблеми околу земјиштето, меѓутоа општина Битола е таа која што располага и со финансиски средства, и со земјиште, и со сите механизми со кои што при посоодветен и посовесен пристап навремено можел да се реши овој проблем. И бидејќи не сме пред избори, веќе не се актуелни спортските сали во училиштата, затоа што нивната кадба е во застој, јасно, нема доволно средства, нема пари, останаа само сликите од намените за истите. И бидејќи во вакви прилики кога зборуваме за ова, сакате да се навраќате во минатото, како ДПМН многу направила повеќе од претходните владеачки гарнитури во делот на образованието, еве јас ќе се навратам исто така на минатото, кога како ученик во своето основно училиште во кое што уче, на часовите по физичко одев во спортска сала, која што беше многу
коректно средена, каде што како деца можевме да ги обавуваме своите спортски активности и да уживаме во нив, за да денес во истото училиште, во истата таа просторија, со собствени очи видам раскопан паркет, видам раскопани ѕидови, видам таван на кој што се гледаат дъски. Истата просторија, која што некогаш функционираше со истата поставеност, со истото висинско ниво, за кое денес ми говорат дека е невозможно, а каде што јас како ученик и дете ги обавував своите часови и на вистина со радост се забавував. Слична е ситуацијата и со спортските терени. Во истото тоа училиште имаме страшно осветен, оштеден асфалт на спортскиот терен. Во големи површини и делови може да видите веќе израсната трева, затоа што асфалтот веќе ходото време бил оштетен. Во централно училиште исто така можете да видите ужасен спортски терен, кој што едноставно може да биде во секој момент и е всушност потенцијална опасност за дечината кои што можат да паднат трчајќи. И при тоа сериозно да се повреди. Јас лично познавам точно два такви случаи. Кога на комисијска расправа го поставив прашањето за тоалетите во една образовна институција, добив одговор дека сите функционираат. Поставив повторно прашање многу подецидно дали во сите тоалети има поставено врати. Одговорот кој што ми беше даден беше потврден позитивен. За да неколку дена потоа со собствени очи проверам и согледам дека во истата институција постојат тоалети кои што немаат врати и од тој аспект воопшто не се функционални. Кога ги разгледате годишните програми, значи имате училишта кои што многу коректно, затоа што е во дел од теркот кој што е зададен за годишните програми, го имаат прикажано ангажманот на наставниот кадар, меѓутоа постојат училишта кои што го тоа затаиле. Свесно или несвесно, го оставам прашањето во воздухот. Ја сакам да забележам дека сепак постојат училишта во кои што има наставници со само 3 наставни часа, а сите останати се проектни активности. Наставниците се постојано опоменувани дека не смеат ни денар да побараат од учениците или да направат дополнителен трошок за родителите. Меѓутоа, во сите тие училишта, во кои што наставниците ги слушаат тие препораки, под плаштот на одобрението од своите родители, веќе препознатлива шема, родителите имаат дополнителен трошок за рекреативни екскурзии од 120, 130, 150 денари во различни училишта различно. Значи, сума која што е многу блиска, да речеме, од сумата од 200 денари за некои работни листови, кој што наставникот не само што не смее да ги побара, туку и би се тресел, ако било кој од учениците во својата чанта, заради тоа што родителот го направил тоа по собствена волја, ги носи работните листови во раница. Тестовите наставните ливчиња во многу институции се натовар на наставниците, или наставниците имаат препораки да бидат што поекономични, да ги изработуваат со намален фонд, за да имаме помалку ливчиња и да имаме помалку финансиски трошоци. За секој кој што работи во образование, многу му е јасно какви се тоа услови и колку вие тоа може да бидете креативни со широка палета на наставни ливчиња.
Во училниците, значи во кабинетите, во училиштата, има низа на компјутери кои што не функционираат. Сите оние кои што ги држат часовите, можат да го потврдат тоа. Кој не ви верува, може да провери точно како што јас тргнав по училиштата и со собствени очи таму каде што не работам, сакам да се огледам некои наставниците во такви услови, или пак во услови на училиште каде што имате само 2 до 3 компјутеризирани кабинети, треба да обавува настава подкрепена со информатичка технологија и затоа дури да бидат кажувани. Во врска со интегрираното образование, да ви кажам искрено, ми беше многу впечатлив различниот пристап на образовните институции, посебно за ова образование и посебно за тоа како се третираат децата со посебни. Во едно училиште бараат дефектолози. Во друго училиште имаат интерни процедури за идентификација на потребите на децата. Во трето училиште имаат намера да спроведат 5-дневна едукација и за таа 5-дневна едукација заменат всушност 4-годишни студии. Замислете колку различни пристапи за исклучително сензитивна пореда. Во градов имаме училиште кој што работи со ученици, кои што задоснеле со своето школување. Директорот што се однесува до поставувањето на барањето уредно го поставил во месец јуни. Согласноста не пристигната, школската година почнува, учениците без согласност доаѓаат во училиште. Кога го постави прашањето зошто е тоа така и зошто директорката одлучила така да работи, одговорот беше дека смета дека не треба тие деца да останат деца, со што се согласувам, апсолутно. Меѓутоа, се наметнува прашањето, треба или не треба согласност? Затаили ли тоа некои институции или не затаили? Треба директорот да работи без таа согласност или не? Одговорите, да бидем искрени на сите нас не се јасни, меѓутоа се неповолни затоа што ќе бидат на адреса на владачката партија. Во сите овие околности, да ви кажам искрено, не се зачуди кога во едно од програмите прочитат дека во училиштето постои сериозна загрозеност на меѓучовечките односи. Но она што искрено ме зачуди е согледувањето на директорот дека по негово видување тоа не е така. Замислете да работите во институција, да водите институција во која што целокупната средина распаза на реално реализирани анкетни прашалници. Смета дека меѓучовечките односи се загрозени, вие да не го гледате тој проблем, а да ја водите таа институција. Можеме да предпоставиме колкава би била борбата, загриженоста и искрената намера на таа личност да го реши проблемот кој што едноставно не го гледа. И конечно, не случајно цитирам делови од нашите програми. Многу од овие работи, повторно ние ги гледаме, дали како родители, дали како наставници. Многу од тоа можеме да го видиме и најве фотографии кои што лично ги имам. Меѓутоа, за жал, ние сме имале прилика тука да гледаме цели филмови на убави презентации, ама сигурно нема да дочекаме да ги видиме тоалетите без бати,
да ја видиме спортската сала за која говоре, да ги видиме оштетените спортски терени по училиштата. Тоа сигурно. И конечно, најкоректно и најчовечки би ги замолила директорите. Бидејќи станува збор за образование, бидејќи станува збор за обштествена дејност, до која можете да имате допир на најразлични начини. Ве молам, после комисиските расправи и после седниците, немате да ги тормозите вработените со информациите до кои што сме дошли. Затоа што она што го добив и она што ми е пренесено како информација, тормозени се луѓе со кои што воопшто не сум разговарала, со кои што воопшто не контактирам, едноставно ги познавам како личности колеги од образованието и ништо повеќе. Значи, немојте да заборавате дека било која информација може да дојде од родител, било која информација може да дојде од вашиот комшија додека пиете кафе. И конечно, не сум личност која што дозволува некој да биде жртва на било која шпекулација, на било чија шпекулација. Токму затоа и во изминатиот период, лично, сама, со собствени очи, пред да се одржи оваа седница, отидов кон некои училишта, за да едноставно ја согледам истинската слика и денес да не говорам о памет. За жал, во една образовна институција ми беше кажано, наводно, значи не случајно кажано наводно, дека директорката ја нема, затоа што во тој момент ќе требаше заедно двете да отидеме до одредено место, да се погледнеме во очи и да потврдиме која кажува вистината